Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски се обрати пред Собраниската комисија за надворешни работи, нагласувајќи дека надворешната политика на државата не смее да биде предмет на дневно-политички конфликти, туку мора да се води како долгорочна и консензуална државна стратегија. Тој истакна дека во периодот 2024-2026 е направена значајна трансформација на македонската дипломатија, која преминала од фрагментиран кон координиран и резултатски ориентиран систем. Со проширувањето на надлежностите во делот на надворешната трговија, Министерството според него станало централен столб на меѓународното позиционирање на државата. Посебен акцент беше ставен на економската дипломатија, која има за цел да привлече инвестиции, да отвори нови пазари и да ја зајакне економската стабилност, со директни придобивки за граѓаните. Во делот на европската интеграција, Муцунски ја потврди стратешката цел за членство во Европската унија, нагласувајќи дека процесот треба да биде заснован на јасни критериуми, заслуги и предвидливост со конкретни резултати за граѓаните. Тој додаде дека земјата останува целосно усогласена со заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската унија, додека членството во НАТО останува клучен столб на националната безбедност. Министерот се осврна и на продлабочување на стратешките партнерства со Обединетото кралство, Унгарија и Соединетите американски држави, потенцирајќи и конкретни резултати во економијата, инвестициите и безбедноста. Во заклучокот тој ја сумираше надворешната политика преку три принципи: достоинство, резултати и визија. Според него, достоинството значи заштита на националниот интерес, а резултатите се мерат преку инвестиции и работни места, а визијата представува јасна насока за идниот развој на државата. Во текот на изминатото деноноќие на целата територија на државата, полициски службеници лишиле од слобода 9 возачи за безобзирно управување возило. Од МВР информираат дека од нив двајца возачи во Скопје, по еден во Гостивар, Тетово и Штип, управувале возило без возачка дозвола, а возачот во Тетово бил малолетник и предизвикал сообраќајна несгода, додека возачот во Штип, освен без дозвола, возилото го управувал и под дејство на алкохол. Двајца возачи во Гевгелија управувале возило под дејство на алкохол, еден возач исто така во Гевгелија управувал возило со активна забрана. Еден возач во Велес управувал возило со многу поголема брзина од дозволената. Оттаму додаваат дека по целосно документирање на случаите ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, да не управуваат возило без положен возачки испит или доколку имаат изречена мерка за забрана за управување, или доколку се под дејство на алкохол, и сите заеднички да придонесеме за побезбеден сообраќај, посочија од МВР. Кина изрази остра реакција кон новиот индустријски план на Европската унија, предупредувајќи дека може да преземе контрамерки доколку се усвојат правилата насочени кон зајакнување на европското производство. Станува збор за иницијативата позната како Произведено во Европа, која е дел од поширокиот предлог закон за индустријско забрзување, насочен кон јакнење на индустријската конкурентност и намалување на зависноста од надворешни пазари. Со новите правила, компаниите кои конкурираат за јавни средства во клучни сектори како автомобилската индустрија, зелените технологии и производството на челик ќе мора да исполнуваат минимален процент на производство во рамките на Европската унија. Дополнително, странските компании би требало да соработуваат со европските партнери и да пренесуваат технологија при влез на пазарот. Кинеското министерство за трговија соопшти дека ја доставило својата загриженост до Европската комисија, оценувајќи дека мерките представуваат систематска дискриминација кон кинеските компании. Пекинг предупреди дека доколку законот се усвои ги загрози интересите на кинеските фирми, ќе следуваат соодветни контрамерки. Од европска страна, дел од компаниите подолго време предупредуваат на неравноправна конкуренција со силно субвенционирани кинески производи. Кинеската стопанска комора при Европската унија пак оцени дека ваквиот пристап може да представува чекор кон протекционизам и да ги наруши трговските односи меѓу двете страни. Рускиот министер за одбрана Андреј
Белоусов во Пјонгјанг разговараше со севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун, објави агенцијата Анадолу. Белоусов и Ким разговарале за состојбата и перспективите на војната соработка меѓу Москва и Пекинг, објави Руското министерство за одбрана. Се договоривме со Министерството за одбрана да ја поставиме војната соработка на стабилна и долгорочна основа. Подготвени сме оваа година да подпишеме план за руско-корејска војна соработка за периодот од 2027 до 2031, рече Белоусов. Министерот нагласи дека за него е голема чест да се сретне со Ким и му се заблагодари за традиционално топлиот прием на руската делегација во Пјонгјанг. Руско-корејските меѓудржавни односи се на невидено ниво, рече Белоусов. Додаде дека Москва високо ја цени одлуката на севернокорејскиот лидер да ја покани руската војна делегација на отворањето на музеј и меморијален комплекс посветен на борбените активности на корејскиот воен персонал во странство. Голема чест и привилегија е за нас да учествуваме на овој историски настан, рече тој. Времето денеска сончево со мала до умерена облачност. Попладник има повремен локален дожд и услови за изолирана појава на ретки грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер, претежно од јужен правец, соопшти управата за хидрометеоролошки работи. Во Скопје сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб помалив ветер. До крајот на седмицата ќе преовладува променливо облачно време со повремен локален дожд. Во среда ќе има појава на нестабилна облачност со пороен дожд и грмежи. В четврток наместа ќе има пообилни врнежи. Поради продор на постуден воздух од север на планините ќе има услови врнежите од дожд да преминуваат во снег. Ќе дува умерен до засилен северен ветер, температурата ќе биде во значително опаѓање. Во петок и во деновите од викендот ќе се задржи посвежо време. Утринската температура наместа ќе се спушти под 0 степени.